Драго ми што на почетокот од оваа година повторно ќе дадеме аплауз за уште еден проект кој што го носат токму на почетокот од годинава Екосвест и благодарение ќе го објасниме со Елена Николовска, Збогум Јаглен. Добре дојде Сончева енергија. Елена, те поздравуваме од целиот тим од Телма клуб во едно поинакво издание, овој пат виртуелно, како екокоректор во нашата земја. Интересна порака, зошто Збогум на Јагленот е вака за почеток на разговорот? Значи, прво Збогум на Јаглено затоа што имаме многу сонце. На грбот на нашата земја е сонцето. Имаме многу сонце кој е чист извор на електрична енергија кој што би требало да го користиме повеќе. Ама најмногу заради нашето здравје. Зошто? Затоа што начинот на кој што ги загреваме нашите домови во моментов е навистина валкан и штетен по нашето здравје и здравјето на нашите најблиски. И некаде најнакрај, ама и најважно на глобално ниво е заради безбедна клима. Ние во моментов гледаме дека се поактуелно станува тоа заради сушата во нашата држава, која што беше доста очигледна во 2020 година, сега во 2021 дека нема доволно дожд и нема доволно снег. И токму затоа кажуваме Збогум на Јагленот. А и општо ова, мислам, како проблематика е во светот, бидејќи сум фан на, да речам, секојдневно она што го објавуваат можеби НАСА, па многу често знаат да ги пратат тие сателитски снимки, каде што посебни предели во светот се буквално нели во катастрофална суша, во една буквална ерозија, така што се надевам дека можеби не само следни генерации, ние убаво е тоа што секогаш се посветуваме на младите генерации кои што допрва доаѓаат, меѓутоа мислам дека колективно свеста е многу важна во овој момент, некако последните чекори да ги фатиме па да допринесеме за дефорестација на шумите генерално, меѓутоа ова е одлична тема. Како сончевата енергија може да ја користиме во текот на годината, поточно календарски вака гледано, особено во домовите? Еве, ќе ни споделиш неколку примери, иако можеби сме веќе и сведоци на бројни примери кај домакинствата кои што ги прават можеби тие радикални трансформации во поглед на користењето на сончевата енергија. Да, па нема да кажам дека сме толку далеко од светот, иако согласно нашите финансиски можности, сепак кај нас не е тоа толку развиено. Зборувам за инсталирање на фотоволтаични панели на крови на индивидуални домакинства, како куки, па секако дека ова е возможно и на стамбени згради. Меѓутоа се надевам дека во иднина ќе започне и ќе зачести употребата на субвенции и дека ќе има повеќе субвенции владата за вакви за инсталирање фотоволтаици на кровови. Значи не само соларни колектори, гледам дека има се повеќе соларни колектори за загревање на водата со сонцето, фотоволтаични панели буквално за искористување на сончевата енергија за електрична енергија во домот. Нешто што уште поважно, меѓутоа некаде таму далеко по паметот ни е на нас, е дека паралелно со премин кон обновливи извори на енергија, ние мора да почнеме да размислуваме дека треба да научиме и да штедиме електрична енергија, нешто на кое што не сме научени во моментов. Значи, не зборам само на гасење на сите електрични апарати и светло во домот кога не сме таму и кога не ги користиме, туку и на обезбедување на соодветна топлотна изолација на домовите, што не е случај за жал се уште. Не е правило некако сите домови да имаат соодветна топлотна изолација. Јасно. Апропо соларните колектори, навистина мислам дека се една убава алтернатива за користењето и можам да забележам вака последнава година шетајќи по некои од можеби планинските предели, па и пријатели кои што ги посетуваат, да речам тие селски прекрасни предели низ Македонија, веќе некако домакинствата ги имаат инсталирано. За да речам колективен дом како згради и поголеми објекти, дали се тоа може да биде фино инсталирано и да се искористи максимумот? Да, вие секако нема да ги покриете целосните побарувачки за електрична енергија на стамбените згради од фотоволтаици. Тоа не е возможно, потребна е голема површина на вистина. Меѓутоа може да покриете некакви основни потреби, како што е на пример осветлувањето на ходниците на зградата, нешто за кое што станарите сега плаќаат. Јасно.
Така да дури и тоа дури и тоа значи заштеда на електрична енергија која во моментов доаѓа од јаглен во нашата држава. Во меѓувреме, секако дека и централната власт треба да поработи малку на забрзување и малку на забрзување на таа енергетска транзиција, значи кон обновливи извори, особено искористување на сонцевата енергија и инсталирање на повеќе соларни термоелектрани. Гледаме дека во Кичевскиот регион тоа веќе започна и се реализира. Меѓутоа, ние искрено се надеваме дека малку ќе забрза овој процес, бидејќи е потребно да забрза. Инвестиции ќе се најдат, има и платформа за праведна транзиција за земјите од Западен Балкан, започна. Значи ќе има инвестиција там, меѓутоа станува и на самата држава да обезбеди финанси, будет, така. И финансиски средства, да. Реакциите знам дека секогаш се поделени, макар што мислам дека за сите сме нели позитивни, конкретно да се случат можеби тие транзиции. Има напредок во однос на тоа да се примаат, бидејќи се повеќе фокусот и темите се некако се повеќе се говори за тој зелен фонд. Па кои ќе бидат бенефитите еколошки и буџетски кога веќе споменавме нели за истите? Да, значи секако секако бенефитите ќе бидат огромни, значи како што кажав, бенефитите ќе бидат најголеми за здравјето на граѓаните и за обезбедување на безбедна клима за граѓаните. Тука е најголемиот бенефит. Значи секако ќе имате безбедни живеалишта со тоа што ќе иако сме мал дел од таа сложувалката на глобално ниво, сепак сме некаков дел од сложувалката на глобално ниво и сите држави треба да имаат своји напори во целата равенка, ако сакаме да ги намалиме последиците од климатските промени. Буџетски, да, ќе треба да инвестираме многу, ќе треба да размислуваме во насока на иновации во овие сектори, во насока на обезбедување на некаква одржливост на системот, доколку сите би се приклучиле сите би инсталирале фотоволтаици во моментов, ќе треба да се направат некакви модификации и измени на нашата мрежа, која што сега во моментов е малку застарена, нели? Значи треба да се размислува на полен иновации, нешто кое што сметам дека кај нас се уште не се размислува доволно, а е потребно за зголемување на искористувањето на обновливите извори на енергија. Значи не зборуваме тука за иновации на мало ниво, зборуваме за иновации на големо ниво. Зборуваме за иновации кои што ни се потребни на централно ниво, значи на ниво на целата држава, нешто од кое што би имале бенефит сите граѓани, не само мала група граѓани. Така тоа би требало малце повеќе да се размислува. Граѓаните секако ќе заштедат, бидејќи инвестицијата во фотоволтаици панели ќе им се врати за 3 до 5 години. Нема да погрешам ако кажам дека во моментот го завршувате и документарниот филм на тема енергетска транзиција во Македонија. Претпоставам дека нели е процес на создавање на истото, сепак тоа треба и број на екипа, меѓутоа што ќе прикаже документарецот за да станем можеби или да прашам кога ќе има прилика да го погледнат гледачите, на каков начин ќе биде премиерно представен? Да, значи документарецот во моментов е во финални фази на изработка. Со документарецот сакавме да покажеме дека постои многу убава можност за развој, за економски развој, значи не само за енергетска транзиција на регионите со јаглен, ние што ги викаме, ова се регионите како Кичевскиот регион и Битолскиот, каде имаме термоелектрани на јаглен. Значи имаме буквално експерти од целата држава, меѓутоа и локални граѓани од овие два региони, кои што зборуваат дека овие региони може да се развиваат и да обезбедат економски раст и развој и надвор од индустријата со јагленот. Значи дека има традиционални гранки, традиционални економски гранки кои таму со години екзистираат и се развивале, кои следните години не добиваат поддршка од централните власти, меѓутоа доколку би добиле поддршка, би се обезбедило економски раст и развој на тој регион. Значи паралелно со енергетската транзиција мора да се случува и обезбедување на економски раст и развој на овие региони, како никој не би останал без работа. Меѓутоа за ова да се случи, централната власт мора да ги послуша граѓаните што имаат да кажат. Многу можности не ги користиме за работа, особено нели да речеме градовите и селата низ државата како селски алтернативен туризам. Веруваш во промени од тој аспект?
Апсолутно. Значи тоа што гледаме сега дека се случува е дека се случува една буквално една трансформација се случува и ги гледаме барем во периодов кога има ковид, граѓаните како се повеќе си бараат точно ова што го кажуваш ти, си бараат природа, си бараат рурален туризам, значи не одат во големите хотели, туку повеќе сакаат да избегаат во природа. Да, гледам мои пријатели потем кои што веќе чекаат да дојдат во Македонија, не прашуваат за Скоп или нели да речеме некои можеби поголеми градови, прашуваат конкретни кои села ги имат и планини да се посетат. Така е. Да. А баш тоа имаме ние во изобилие и направивме и многу убава анализа направивме, експерт ја направи за нас за потенцијалите за развој на алтернативни гранки на туризам токму во Кичевски регион, еден регион кој што е преубав, со преубави природни и културни богатства, меѓутоа ете не доволно промовирани. Не доволно промовиран, така? Значи дефинитивно има толку убави можности за развој на толку многу повеќе региони, не само Охридско-Струшкиот регион, туку многу други региони во земјата кои се малку запоставени. Имаат можност за развој на планински туризам, за развој на агротуризам, за развој на гурмански туризам, значи дури бидејќи има многу локални заедници кои нудат навистина традиционално сготвена храна, која што странците навистина ја обожаваат, ние се уште научиме како да си ја сакаме повеќе. Да, ќе се сложиш, а и бога ми сите заеднички сме со нели со да речеме истиот став дека во моментот од општество колективно е во еден таков невиден крах, се полека треба да се вратиме нели да функционираат сите сектори поединечно и свесно понатаму се надевам. Меѓутоа, кога веќе спомена нели енергетската транзиција, дали и како институциите гледаат на тоа може поле, затоа што претпоставувам дека не е едноставно нели да се работат на сите полиња, бидејќи фокусот и вниманието сега е да речеме нели кон ковид, меѓутоа дај Боже некако како да го чувствуваме крајот можеби на истата приказна, се надеваме годинава, здравје Боже нели. Меѓутоа затоа постојат сектори, гранки и конкретни луѓе кои што се поставени во таа почитувана меритократија, или имаме бројни министерства во земјава кои што работат на полето во случајот нели да речеме и на животната средина. Така што ме интересира како да речеме институциите гледаат, иако ти сподели дека треба нели малку повеќе и нивно интегрирање можеби во овој процес. Да, во 2020 година носевме многу амбициозни документи за климатски промени и енергија и се надеваме дека тоа ќе продолжи. Меѓутоа, кога станува збор за имплементација на тие документи, ние малку запињаме. Ковид не може да биде изговор дека немаме пари да се остварат овие средства или дека сме ги потрошиле сите пари на ковид, на справување со ковид кризата. Бидејќи ова може да биде изговор можеби во првиот квартал од 2021. Ние треба да планираме долгорочно за енергетската транзиција која треба да се случува во наредните 20-30 години и да продолжи да се случува забрзано. Меѓутоа недостасува дефинитивно е комуникација на централните власти со локалните, кои на крајот на краиштата ќе треба да бидат тие кои што ќе ги спроведат сите тие политики на локално ниво. Значи треба малку да не само локалните власти, туку и локалното население, како да сме изгубиле малку усет дека да ги прашаме, треба да го прашаме локалното население кое што живее таму, како го гледа развојот на тој регион пред да го испланираме ние развојот на тој регион за нив. Јасно. Значи малку повеќе учество на граѓаните самите да си побараат, да не се плашат да си побараат да учествуваат во носењето на одлуки, посебно од одлуки кои што ги засегаат како економски развој и обезбедување на чиста животна средина и безбедна клима, бидејќи ако не си побараме, гледаме дека нема да ни се обезбеди. Па нема, мислам, тоа е апсолутно или функционираме како заедница или не. Доста е, мислам, навистина со поделби кои што ги гледаме од секој аспект и се на тој пофлексибилен став кон се, или да речеме да кажеме збогу на можеби инертноста или пак ригидноста кој што секој од нас може понекогаш да ја има во денот. Знаеме дека никој не сака да му студи во текот на зимата и навистина за жал поголем системите како што истакнавме за грејење во светот го потребуваат јагленот и нафтата. Но нели со тоа и на тој начин се испушта тоа големо количество, сме говореле многу пати и со вас, на CO2 со што се загрева и самата клима и планетата Земја. Сега грејењето на јаглен, нафта или газ е
причина, ако не се лажам, четвртина од глобалната емисија на стакленички гасови. Колку воздухот, да речеме и генерално според статистиките кои што ги имате, навистина се загадува од јагленот и на кој начин? Значи, воздухот, инако со горувањето на фосилни горива, што ги спомна нафта, јаглен газ, е виновно за повеќе од 1/4 од глобалните емисии на стакленички гасови во атмосферата. Значи, повеќе од половина директно влијаат на аерозагадувањето со тоа што кога вие имате, страшно е кога имате термоелектрана во сред град која согорува јаглен, меѓутоа оваа термоелектрана има филтри и сепак испушта токсични материи во воздухот, па гледаме дека има некаква јавна тајна ние дека има многу случаи на канцерогени заболувања во битовиот регион. Ова е навистина страшно и поразително. Меѓутоа, вие имате и домакинства кои што се загреваат на јаглен, на лигнит, значи, домакинствата немаат апсолутно никаков филтер и се тоа кое што се горува оди директно во воздухот и ние го вдишуваме, значи го вдишува соседот на соседот и така си со ред. Значи, директно влијае на загрозува нашето здравје и не е добро за никого. Можеби ќе заштедите некакви финансиски средства во моментот, меѓутоа вие губите бидејќи давате тие финансиски средства на здравствени проблеми. Да, погубноста е за цело население. Сега драго ми е што ти тој истакнав дека зградите може да се снабдуваат и на климатски неутрален начин или со обновлени енергии, така што да се надеваме. Како во регионот, да речеме според некаква анализа или да речеме рамка со топ 10 градови или не знам да речеме, каде се наоѓа можеби Македонија во моментот на некаква мапа? Апропо користењето на примерите на сончевата енергија. Во моментот ние котираме многу ниско во искористување на обновливи извори на енергија. Дури сега започнуваме, значи имаме многу малку инсталирани капацитети на обновливи извори, особено сончева енергија и ќе треба тоа, реков, забрзано да се случува и забрзано да го искористуваме. Имаме 280 сончеви денови во годината. Навистина е штета што не ги искористуваме. Навистина е штета и не е изговор повеќе дека нема инвестиции, бидејќи секогаш се наоѓа некој кој ќе инвестира во поголема соларна централа, ќе ги обезбедите условите, меѓутоа треба да целата законска регулатива и целите политики треба да бидат во насока на ова, на обезбедување и овозможување нешто поголемо искористување на обновливи извори на енергија. Значи, Шпанија за мене е многу светел пример за ова. На брзински га кажам само дека тие дури успеа и повеќе од 50%, мислам дека имаше таму 2 или 3 дена кога тестираа како би функционирале со 100% електрична енергија од обновливи извори. Дали може да функционира? Резултатите се, предпоставувам? Да, докажаа дека може да функционира. Не се идеален пример, меѓутоа се сјаен затоа што они паралелно работат и на праведната транзиција во регионите со јаглен. Значи, имаат склучено договори со синдикатите во регионите со јаглен, каде што им ветуваат дека ќе им обезбедат работни места и по затворање на рудниците со јаглен. Значи, заради ова велам дека е клучна комуникација на централната власт со локалните групи, значи во регионите со јаглен и обезбедување дека никој од нив нема да го загуби работното место. Значи, сепак на крај ние сакаме да имаме, ние еколозите ни викаат, значи не сакате никаков економски раст и развој, не сакате струја да имаме, не е вистина. Ние сакаме да имаме економски раст и развој на државата, меѓутоа не по секоја цена. Јасно, да се најдат посебни нови методи кои што нели ќе се имплементираат во новото живење. Сепак не може да биде исто според статистиката која затоа во 1918 сме биле и помалку од 3 милиарди во светот, сега сме речиси 8 милиарди, така што се е променето и капацитетите на земјата топка ги користиме во, нели, со последните мислам дека капацитети во моментот функционираме сите. Токму затоа е важно и што се говорат на овие теми. Елена, само за крај, ова е една од вашите редовни активности или пак прва активност за 2021
што ќе следува можеби во текот на годинава вака, кој што може да ги најавите од Екосвест и со тој начин еве ќе се збогуваме со една убава порака до гледачите од тебе. Да, во текот на 2021 дефинитивно поинтензивно ќе работиме на овозможување на праведната транзиција, особено во регионите со јаглен, затоа што сметаме дека е многу потребно повеќе да се работи на локално ниво со граѓаните и повеќе да се работи на едукација и информирање како тие можат да учествуваат во овие процеси на централно ниво, бидејќи тоа е нивно право. И секако ќе продолжиме да работиме поинтензивно на кажување збогом на јагленот и на зголемување на капацитетите на инсталирани капацитети од обновливи извори во земјата и информирање на граѓаните, нешто што е наша мисија, нели, да ги информираме и едуцираме граѓаните да знаат што тоа значи за нив, што тоа значи за нивното здравје и што се случува на централно ниво во тие процеси, бидејќи само доколку се информирани, граѓаните може да знаат и да одлучат дали е тоа добро или лошо за нив. Спротивно, ако не ги информираме, ако не се информираме себе си, ние нема како да знаеме и нема како да знаеме зошто е тоа добро да се случи. Јасно. Елена, ти благодарам за вклучувањето денес во Телма клуб. Ви благодарам и на вас многу. Поздрав. Поздрав.